назад во студиото со заокружување на овој предпладневен дел од отвореното студио 1 и како и секогаш имаме навика во ова студио да третираме различни теми. Велам различни, меѓутоа мислам во однос на оние од општествена важност. Денеска конкретно за подигнување на свеста. Зашто станува збор? Токму подигнување на свеста, денеска е ден на лицата со церебрална парализа. Секако и главното прашање со кое што ќе поразговарам со моите гостинки. Дали само денес треба да обрнуваме внимание и ние како медиуми, меѓутоа и целокупно граѓаните на овој проблем или секако треба да сме многу посвесни бидејќи има лица што се справуваат секојдневно со ваквите проблеми. Велам добар ден за Искра Донева. Добар ден. Така, добре дојдовте. Оливера Савеска. Добар ден. И секако Марија Коцева Стојчевски. Добар ден. Марија и Оливера се мајки, можем така да кажем, на деца со церебрална парализа, активни долги години наназад во здруженијата, секако кои што им помагаат и се борат за подигнување на свеста. Но овој разговор ќе го започнам со Искра. Најдобро можеш да ни ја пренесеш твојата животна приказна, како ти се справуваш секојдневно со проблемите. Прави ли општеството доволно, Искра? Многу прашања одеднаш и јас ќе се обидам тоа да го сумирам. Значи, мојата животна сторија, ме ставиле во инкубатор, сум се родила предвремено, во инкубаторот снимало струја и додека се уклучат генераторите за струја, тие неколку секунди ме чинеле денес да сум во ваква состојба. Меѓутоа, јас секогаш сум била благодарна за тоа, затоа што тоа ми личило како личност, како човек, ме научило да се борам и да го ценам животот. Благодарна сум и на моите родители кои што ме воспитале да се чувствувам нормално, да го заслужам сето она што ќе го посакам на некој начин и да се борам еднакво. Значи, единствено што можеби нештата ги правам поинаку со помош или ми се потребни одредени услови кои што ние ги посакуваме од општеството и на некој начин едно поголемо разбирање за истото. Затоа што кога се има, се е возможно. Например, јас сум била првата што е инклузирана во нормален редовен процес на училиште. Јас со мои 7 години бев седната спроти директорката и морав да дебатирам и успеав да ја убедам со аргументи дека јас заслужувам да бидам меѓу тие деца и бев првенец во генерација и во основното училиште и во Корчагин. Понатаму имам завршено 2 факултета, 2 магистратури. Си имам вработено, значи исполната на секое поле од животот. Меѓутоа, тоа не беше нималку лесно. Како што кажав, голем дел од сите тие процеси беше оставен како товар на моето семејство. Мислам дека и ден денеска е така. Тие се нашите херои, нашите борци. Затоа што секогаш љубам да кажам, никој од нив не бил подготвен дека може да му се роди такво дете или дека може да му се случи тоа, како што може и да му се случи на секого се и во секој момент. Значи, токму затоа треба да бидеме луѓе, треба да бидеме полни со разбирање, затоа што не знаеме оној спроти нас со какви нешта се соочува и можеби дури една обична насмавка може да му го промени денот. Зошто го кажувам ова? Пример, се возев со еден човек, брзавме да стигнем исто вака на една емисија, а тој попатно сретна едно девојче со ментална попреченост, кое што плачеше незапирливо. Тој го отвори прозорецот, го запре автомобилот и му направи муабет неколку секунди на девојчето, тоа веднаш се насмевна, се разведри. Го промени расположение. Точно така, значи толку малку е доволно. И затоа сум против она кога ќе се каже дека ние очекуваме да бидеме посебни, ние очекуваме да бидеме третирани не знам како. Не, ние очекуваме да бидеме третирани и префатени само со љубов и еднакво.
Така. Ке продискутираме во текот на разговорот за сите оние препреки и бариери, но најпрво да ви дадам и вас збор. Го спомена и Искра моментот, поддршката од семејството и борбата што вие еве како родители се соочувате во овој однос. Значи првиот момент морам да кажам, значи искрено е шокантен. Кога ќе дознаете дека нешто такво се случува и ви се случува токму вам. Имаме нели шок, не прифаќаме дали е тоа навистина така, па истражуваме се до оној момент кога ќе стигнеме дека навистина тоа нам ни се случува и на некој наш близок. Од тука стартува борбата. Ама вистинската борба, затоа што наидуваме навистина на многу препреки, почнувајќи од архитектонските бариери, па понатаму бирократски, па така, институции и сето тоа оди, да не кажам во недоглед, ама некако така ни изгледа затоа што е навистина тешко. Ние како родители даваме се од себе и поддршка бесконечна на нашите деца. Не бараме бесконечна поддршка и љубов од другите, меѓутоа бараме едноставно да бидат нашите деца исто толку сакани како и сите останати, затоа што сме навистина еднакви. Тоа би сакала да кажам. Оливера, побелата? Тежината е во тоа што кога се бориме, ние се бориме за мал број на деца. Сите се тие различни, имаат поинакви потреби и тука е тежината во докажувањето со институциите. Законите не се прават за поединци, за еден двајца, а се потребни. И тоа продлабочува нели нашата борба, дотура на нашето секојдневие. Некоја па не е тежина, туку мораме поинаку да се преорганизираме. Значи, од кога, како што спомна Марија, ќе сватиме дека ние сме тие што треба да извојуваме битката, тогаш само добра организација не спасува. Земаме се во наши раце, навистина се зависи од нас и многу од родителите, за жал, немаат добра поддршка навремено, па некои и долго не сваќаат дека се во нивни раце. Дури меѓусебна би рекла, меѓу родителите настанува конфликт, во самото семејство. Сега друга приказна е како изгледаат тие бракови, дека многу брзо пукаат, доаѓа до поголема нетрпеливост, затоа што нели таа состојба на детето е поинаква, па не ни дозволува да се измешаме стално со останатите кога ние сакаме, треба да вежбаме, треба повеќе време да му посветиме, да го облечеме и се облечеме, другите веќе отишле или дошле и сето тоа што не прави различни, малку ја отежнува и ситуацијата. Но само добра организација. Успеваме секако. Се трудиме да успееме. Сама рече Искра херојски. Ајде малку повеќе да доближиме. Одлично е она што ни го спомена, односно го сподели со нас толку труд за едукација, таа потребна храброст за да се справиш и како што сама рече лице во лице со примарно директорката на основното училиште за да докажеш дека ти припаѓаш таму. Зошто еве според тебе би требало да е толку тешко, односно толку тешко, би требало малку да е полесно во целиот овој процес. Како изгледа едно твое секојдневие, Искра? Вака, јас најпрво ќе ви кажам една реченица, значи дека физички луѓето ве проценуваат физички, а голем дел од лицата со церебрална парализа и како се интелектуално богати, јаки и насочени. Тоа е нашиот начин да се избориме со нашата физичка, условно речено, попреченост, затоа што тоа е само состојба во која што се наоѓа телото. Не е некоја болест за која што ќе се напиете лек ќе ви помине утре како настинка. Значи тоа е состојба со која што вие живеете. И од сите можни има најмалку 5 видови, па многу подтипови и токму тоа, значи, треба
индивидуален, меѓутоа конзилиарен пристап и на лекарите и на општеството. Тоа како единка која што живеела со тоа 36 години, значи го знам и го имам потврдено и докажано во својот живот, ако се пристапи така, многу работи се полесни. Како, например, главниот симптом на мојата состојба и мојата диагноза се спазмите. Тоа се грчеви во различен степен кои што вообичаено секој човек ги има за да телото не биде намлитаво како пачен или туку биде во некој одреден тонус, да речеме и така натаму, меѓутоа кај мене го има премногу и како што гледате им прави потешкоти и преседењето и преодењето и во секоја можна ситуација затоа што не дозволува мозокот да функционира онака како што природно би се очекувало, би требало. И сега затоа што тој не слуша ни една команда, јас се правам со сила на мускули. Еве гледате колкави мускули значи сум развила и неверојатна умешност да нештата се прават онака како што ги правам, да речем. Сега јас живеам во зграда која што нема лифт. Да, ајде малку и за овие проблеми повели. Живеам во зграда која што пристапот е значи со нагиб од над 45%. Каде што не постои архитектонска можност да се направи нешто. Каде што прашував за евентуално некои платформи лифтови, барем за лица со попреченост, од надвор нешто да се стави. Виенскавта фирма која што е матична за тие работи, веле ние едноставно не соработуваме со Скопје, како да сме некој афричко село. Само по себе докажува, да. Понатаму, татко ми е починат пред 7 години. Кој што ми бил сеопфатна поддршка во секоја смисла на зборот, ми бил крилца. Сакаме, можеме, правиме. Без да чекаме од никого друг. Пред скоро 2 месеца мајка ми наместо рутински стент доживеа тежок мозочен удар, остана тешко парализирана, сосема згрижена е во интензивната оделение на гериатрија, така што јас во овој момент функционирам сосема сама во домот и се учам на домакински работи. Ја заменив книгата со миење садови, готвење, перењалишта и слично. И не е тоа да се свати дека јас во принцип сажалам, тоа е посакувана транзиција. Но во некои подобри околности да се случиш и да биде тоа со поддршка во некој можеби попристапен дом каде што секи ми е на дофат и лесно пристапно да не морам јас толкова километражи и труд да трошам за да си се завршам. Претпоставувам дека континуирано си се обидела, не знам да алармираш за твојата состојба, можеби некаков вид дополнителен помош, поддршка, институциите, општинските власти, без разлика сите оние што можат да на некаков начин да излијаат за да се подобри и улесни твоето секојдневно функционирање. Како што каже и Оливера, значи за жал се останува во нашиот двор. Знаете, и кога луѓето лично си го немаат тој проблем или се немаат соочено, малку е потешко. Например, сега најдобра помош добивам од моите соседи, кои што цел живот ме гледале, колку јас труд вложувам, колку сето тоа ми значи. Меѓутоа, како што кажав, ние во секоја можна прилика, без да префрлуваме вина на овој или на оној, сме им давале позитивни сугестии со кои што домакински можат некои работи. Имаше ли слух? Има ли слух за советите, идеите, предлозите? Генерално би рекла дека има слух, меѓутоа нема имплементација? Имплементација треба малку посистемски да им се пристапи на нештата и подлабински. Затоа што вие не можете чашава да ја поместите од овде до овде, да ми речете сега мене оваа чаша ќе ми биде пристапна, кога јас оваа чаша не можам да ја кренам. Да, не е доволно само да се направи, туку треба да се направи добро, односно така. Овде би се надоврзала токму тоа е нашиот страф на родителите, еве како родители, што после нас со нашите деца. Тоа е еден од основните стравови што се јавува кај родителот. Нели, тука сме, ќе овозможиме се што е во наша можност, дури и повеќе би се бореле, да, од тоа што можеме, само да
биде секако што треба, нели крилца да бидеме на нашите деца, меѓутоа што кога тие крилца ќе ги нема веќе. Така. Еве ова што го спомена делот разговорот, односно своето сведоштво Искра. Вие, предпоставувам, се соочувате со слични проблеми. Ги споменавме архитектонските, што е со оние рампи, каде што речиси да ги нема во било која институција и како што спомена Искра, не е работата само да се направат, а да се непристапни, да се високи. Знам многу други лица со попреченост што реагираат во однос на тие рампи дека се превисоки и се бетонски неприлагодливи, да. Исто така приказната со висококатниците, не соодветни, нели лифтови речиси никако да не можат да се симнат, да се качат децата. Исто би сакала тука да го начнеме прашањето во однос на пристапот до училиштата, образованието, еве вие како родители, секако сите оние генерални, па и бирократските процедури. Секако. Јас ќе се надоврзам овдека. Околу пристапот до училиштата, тоа почна да се подобрува, па наназад повеќе од 10 години. Еве во мојата општина, јас, например, лично притискав цела година, па се направија рампи во сите училишта. Исто така издействував и тоалет. Ние кога зборуваме за пристап, зборуваме само за рампи. Ама тоалетот исто така дужен. Еве во средното училиште сега кај што учи ќерка ми е навистина можеби најпристапно училиште, се адаптираше за нејзини потреби. Како што реков преска, ние се бориме за 1 до 2 деца и тоа ни отежнува ситуацијата многу. Да се повеќе деца, веќе слухот е и реакцијата поинаква. Не допираме до власт, до институциите, колку и да притискаме, колку и да сме гласни, не допираме. Значи треба само волја. Секогаш најдуваме на објаснување дека се парите во прашање, не се волја треба и тоа да се обмисли и да се изреализира. Во ред, најверојатно нема да ми се замери на коментарот, еве и ние како новинари, како медиуми, дека можеби не секогаш институциите, па и општинските власти треба да играат на таа карта финансиски проблеми или недостатоци, бидејќи како што рековте, некогаш многу помалку чини нешто, меѓутоа е важно слухот и како треба да се реализира. И токму за тоа зборуваме и денеска, подигнување на свеста. Подигнувањето на свеста, еве бар според нас не треба да се прави како што реков денеска, меѓутоа освен кај општеството треба и кај институциите. Нешто се прави, но ви се чини дека е доволно или не е доволно се уште. Се уште ми се чини дека не е доволно. Малку сме мрднати од таа точка на стагнирање, би рекла. Треба многу да се работи. Прво треба да се работи во самите семејства каде што има лице со попреченост, односно во семејствата каде што се конкретно денес, нели, денот на лицата со церебрална парализа, подигнување на свеста за лицата со церебрална. Значи, прво во самите семејства, затоа што, верувајте, има деца кои што сонцето не го виделе. Да, има и многу потешки облици. Да, апсолутно, што или ако се во зграда и е тежок облик, не можат без лифт да го спуштат, да го прошетаат детето. Дете, зборуваме сега малку и таа тема. Деца ги рачунаат до 26 години, значи полнолетство. Простите, ме влече да си кажам, значи суштината на нештата е да бидеме функционални, да бидеме корисни, кој колку може и како може согласно своите можности, способности, затоа што не можеме да очекуваме од рибата да се качува по дрво и обратно и така натака. Од друга страна, ние што сме се избориле да станеме луѓе, што би се рекло, треба да имаме право на избор. Не одиме на лекар, лекарот се обраќа на нашата придружба, било да е родител, старател или слично. Значи, јас најдобро можам да му кажам кои симптоми ги имам, како се чувствувам и каков третман сакам да биде направен на брзо. Класичен пример за таа ментална бариера против која што општество треба да се избори. Така, значи прво нас родителите не прашуваат, да речем, зборува, а детето е присутно и го слуша сето тоа. И да не зборува, не знаеме ние дали тоа го слуша, дали му смета, дали разбира.
разбира. И тоа боли. Ме интересира многу колку е важна психолошката поддршка во целата оваа борба и на семејствата, нели взаемно, и еве искрај кај тебе сама на себе да дополнителен мотив, храброст и волја, она што го рековме, меѓутоа и во ваквите семејства и обкружувања, како ја наоѓате освен нели кај самите себе, тој бидејќи тоа како важно е? Психолошкиот момент и како успевате во борбата? Многу е важен. Да, паѓаме психички. Најчесто се подкрепуваме семејство со семејство. Тоа е најчистата поддршка. Или така соседите некако ќе имаат пореална слика отколку можеби роднините. Повеќе ми е жал за нас. Поемпатично. Со сожалување не гледаат, а комшиите се некако понавикнати да ни придат, да ни помогнат и да не подкрепат малку. Многу е важна таа психичка поддршка за да се оди напред, да се издржи секојдневието. Так. Едноставно, кога сте соочени со било каква ситуација, посебно ваква, значи ви се проработува оној инстинкт за преживување. Јас ке ви соопштам, еве, неодамнешната ситуација со мајка ми. Малтене, бидејќи веќе не е тука да ми помогне физички, исто како да ја нема. Сега јас морам да се борам за неа, исто оноку, па дури и повеќе колку што таа се борела за мене. И едноставно најдов сила, буквално ги поминав сите препреки и скали и бюрократи и останато, за да објаснам на некои други личности одговорни дека таа жена мора да добие нега. Дека јас не можам да ја прожам во домашни услови. Да. Дека тоа е еден начин да ни се помогне, ме разбирате? Не, сакам да ви кажам каде е силата, затоа што јас немам друг избор. Затоа што јас сум се родила и сум тука, имам право да го живеам овој свој живот најдобро што можам и умеам и да е со насмевка. И никој не треба да ги зачуди мојата насмевка. Треба да учат од нас. Така, и овде би се надоврзала, значи, ние не очекуваме да не жалат за тоа што ни се случило, туку едноставно да не гледаат со други очи. Така. Оно што го споменавме, главната поента да бидете еднакви и секој да му се даде шанса да си партиципира и да функционира нормално во едно општество. Стално велиме, ако не можете да ни помогнете, барем оставете не да се организираме и да се функционираме. Ние ќе го направиме тоа многу добро, само не ни правете пречки. Дајте ни простор. Со оглед на тоа што толку ни дозволува времето, драги дами, мене ми беше чест и задоволство што ве имав тука, иако накратко, сепак во отвореното студио, да продискутираме и да ги отвориме овие теми, иако не се ништо ново, меѓутоа еден придонес за она што е главна цел, секако, како што споменавме, не само денеска, туку континуирано подигнување на свеста за лицата за попреченост. Навистина е убаво да се види вака во живо вашата волја, позитивна енергија, борба и храброст. И навистина ви честитам за тоа и се надевам дека така ќе продолжите. Ние сме мајки, тоа не е должност, така да. А ние сме деца и ние должност да возвратиме за нивната пожртвуваност. Секоја чест навистина. Ви благодариме за поканата. Благодариме. Што се сетивте на нас дека и ние постоиме, што би рекле. Така, тоа е главното мото. Секако се гледаме во следна прилика и се надевам на многу поведри теми. Почитувани, да, го заокружуваме ово отворено студио 1, каде што денеска се дружат со мене и со мојот колега Владко Чаловски. Останете со програмата на 1 ТВ, следува забавниот дел и возење со Вучиќ, а со нас се гледате повторно секако во среда. Пријатно.